Инвестиции во енергетиката без државата да менува закони и да прифаќа обврски кои ќе ја загрозат енергетската независност, Христијан Мицкоски во телевизиско интервју најави инвестициски бум уште во првите 100 дена од новата влада. Веќе била договорена инвестиција во вредност од 400 до 500 милиони евра, а новиот енергетски капацитет треба да произведува околу 1 терават часови електрична енергија годишно. Веќе е завршена една озбилна странска инвестиција која што е отпочната во делот на енергетиката без посебни закони, без загарантирана цена на откуп, без не знам какви повластици така натаму, која што би се движело меѓу 400 и 500 милиони евра и која што ќе произведува некаде од прилика околу 1 терават часови електрична енергија годишно, која што ќе се случи во Македонија. И тоа ќе биде објавено во првите 100 дена. Планот на Мицкоски е да се формира ново Министерство за енергетика за да се подобри ситуацијата, пред се со капацитетите и да се зголеми домашното производство. Минатата влада имаше обиди за инвестиции, но со обврски кои според експертската јавност беа повеќе на штета отколку во корист на Македонија. До крајот на мандатот владата на Димитар Ковачевски туркаше така наречени стратешки инвестициски проекти, меѓу кои онаа на Митили Неос, кои предвидува голема државна помош и сериозни обврски за Македонија. На крајот пропадна, не поради силните критики на експертите и јавноста, туку поради расколот во коалицијата СДСМ-ДУИ. Мицкоски вели дека веќе преговарал и за уште 2 странски инвестиции, но условото таму бил да се замине од раководна позиција актуелниот директор на ТИРС Јован Деспотовски, оти како што вели, инвеститорите имале лошо искуство со него. Со 2 други странски инвестиции кои што би биле во зоните, но услов е овој директоров кој што е таму и потенцијален председател во СДСМ во најава да замине, бидејќи се наистина со лошо искуство од него да дојдат да инвестираат во Македонија, кои што се исто така прилично атрактивни и ценам дека еден ваков бран финансиски ќе биде само дел од оној процес за кој што зборувам цело време, тоа е како да донесеме надеж. Покрај инвестициите, Мицкоски најави финансиски пакет, кредит од друга држава на принципот влада со влада во висина од 1 милиарда евра под исклучително поволни услови со атрактивна каматна стапка. Планот е да се задржи атрактивната даночна политика со рамни даноци, а ребаланс на буџетот не очекува во втората половина на јули.